23-годишниот Благојче Велјановски годинава имаше најмногу среќа од 30-тината момчиња кои скокаа по крстот во Вардар на прославата на водици во Гостивар. Младиот гостиварец не ја криеше радоста што светиот крст се најде во неговите раце и посака здравје и благосостојба за сите верници. На верниците ќе им порачам секоја година да скокат по крстот, да не се откажуваат. Ова ми е 6-та година, ова година Господ го празни во моите раци. Браво, браво. Што година скока чувате благослови? Благо или Благојче? 23. Благојче Велјановски. Одбележувањето на големиот христијански празник Богојавление Водици во Гостивар започна со света литургија во соборниот храм Пресвета Богородица на градскиот плоштад. По богослужбата литијата тргна од црквата и преку централното градско подрачје се движеше до малиот мост на Вардар, пеејќи ја песната во Јордање. Чинот на осветување на водите и положување на светиот крст во реката, како и секоја година, го изврши митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Господи, чудни се Твоите дела, ниеден збор не е доволен стоење Твоите чудеса. Амин. Славен човек, любче цару, дојди сега слегувањето од Твојот свет дух и освети ова вода. Амин. Славен човек, любче цару, дојди сега слегувањето од Твојот свет дух и освети ова вода. Амин. Славен човек, любче цару, дојди сега слегувањето од Твојот свет дух и освети ова вода. Амин. Дај благодат за зборување, благослов Јорданов направија изворна на чистота, на дар на осветување, ослободување од греови, црени од болести, да биде убиствена за бесовите, непристапна за противничките. Секоја година одбележувањето на Водици во Гостивар станува се помасовно. Илјадници граѓани, стари и млади се приклучуваат на манифестацијата, со што се создава вистинска празнична атмосфера и достоинствено негување на традициите. Годинава во Гостивар Водици се славеше со положување на крстот во Вардар по 6-ти пат, откако во 2015 беше возобновена традицијата.